Здраво и добро дојдовте уште на видео, каде што видео ќе разгледаме процесот на фагоцитоза, иако општо го знаете, сепак сега ќе спомнеме некои детали кои не сме ги спомнале порано. Да речеме дека тука имаме една анатомска бариера, кожата, така, која е пробиена, значи некои си микропатогени организми, наверојатно микроорганизми, ја поминале бариерата и влегле во ткивото. И они првично одма ќе наидат на некои си постоечки така клетки од вредениот имун систем, некои макрофаги, некои неутрофили, кои што си имаат одредени рецептори на нејата површина, различни видови рецептори, нели Toll-like, Scavenger и така натаму и така натаму. Ги разгледавме во минатите видеа, каде што тие рецептори, нели ние викавме Pattern Recognition Receptors, кои се имбедирани, асоцирани со клеточна мембрана, но исто така имаме рецептори кои се наоѓаат растворени во самите телесни течности, така, на основа интерстицијалниот простор помеѓу клетки. Сега, кога овие патогени организми ќе бидат детектирани од страна на рецептор, ќе се создадат различни цитокини, различни интерлеукини, значи цитокини, и со тоа всушност ќе се предизвика воспаление понатаму, така, значи ќе имаме воспаление. И едноставно ќе се ангажираат повеќе макрофаги да дојдат или други клетки на вредениот имун систем, значи некои фагоцитирачки клетки да дојдат на местото каде што имаме инфекција, така да се локализира проблемот, да се предизвика паника во местото, да се повика на масовност, така да дојдат повеќе фагоцитирачки клетки до местото. Така и ќе дојдат и други телесни течности, да имаме повеќе храна и така натаму. Сега, се додека се одвива ова, значи додека стигаат новите војници, се одвива процесот на фагоцитоза. Нормално, кога ќе стигнат повеќе војници, се одвива поинтензивно, но сепак тој се одвива постојано. Само што на почеток имаме малку фагоцитирачки клетки. Сега, видиме како ќе се одвива овој процес на фагоцитоза, каде што треба да ја уништиме најчесто бактеријата. Значи, ајде вака. Сега вака ќе идеме на страна и ќе нацртаме дека ова е еден макрофаг. Така. Ова е мој јадрото. И сега дека си имаме една бактерија. Тој, која ќе ја забележи со помош на неговите рецептори, кои може да бидат различни рецептори, најчесто може да бидат Scavenger рецептори, значи ќе забележиме Scavenger-like receptors, може да бидат C-type lectin рецептори, така кои детектираат некакви си шекери, кои може да се наоѓаат на бактеријата, така. Значи имавме различни рецептори, односно Pattern Recognition рецептори кои може да се наоѓаат на мембраната и нели тоа го зборувавме во претходните видеа. Сега да речеме дека бактеријава е детектирана. Што се случува? Едноставно, ако идеме овдека овај кој нареден чекор, макрофагот ќе почне со лажни ноџиња да ја обвива, така да ја обвива бактеријата од двете страни, така што бактеријата нели се наоѓа овдека. Некако сега како ги прави тие лажни ноџиња? Всушност, кога ќе се врзе овдека на рецепторот, бактеријата, се праќа сигнал кој е од каскада на протеински реакции една со друга, каде што ќе се стимулира промена на цитоскелетот на самата клетка, бидејќи клетките ги замислуваме така како една желе топка, но всушност тие имаат наводници како скелет, како една ригидна структура натаму нив, баш како скеле може да си го замислите, така? Че има како скеле кои иде у сите правци. И сега поентата е, они ако сакаат нааму да се движат, така, треба овој дел тука да се уништи, а тука да се изгради ново. Така што ќе се добие еден вид ноџе од оваа страна. И на тој начин, значи цело време се гради и се уништува различни делови од цитоскелетот, значи тие се протеински молекули кои се обвиваат, имаат. Тоа повеќе се збори у клеточна биологија, има такви плюс, минус краеви, па се распаѓаат еден крај, па идат кон другиот, и на тој начин клетката може навидно да се движи и да гради некои структури како овие лажни ноџиња, така, псеудоподии. Сега, кога ќе обвие бактеријата, овој тука дел всушност ќе се фузира, така, сега да не цртам уште една слика, ама ќе се фузира. И на некој начин внесена е бактеријата внатре во една везикула, односно тоа би изгледало вака. Така, сега ако идеме овдека, повторно го имаме макрофагот.
Само што сега имаме една везикула каде што внатре во таа везикула имаме бактеријата. И оваа везикула која содржи внатре бактерија се нарекува фагозом. Сега една интересна работа која не спомнав овдека на почетокот, спомнав дека кога ќе се сретне со различни рецептори, интересно е дека овдека имаат постојат исто и рецептори кои детектираат различни опсонини. Изборавме во минатото или предминатото видео како всушност опсонините работат, но интересно е дека едни од најефективните опсонини всушност се различни антитела кои се продуцирани од страна на адаптивниот имун систем. Така овдека кој имаме една бактерија и таа бактерија например има некој си антиген овдека, како триаголниче, ќе идеме, ќе зумираме овдека. Значи таа бактерија има некој си триаголниче, каде што макрофагов нема рецептор. Значи нема ваков рецептор за триаголници. Така, и затоа ќе се поврзе одредено антитело, кој ќе се поврзе на некој си ваков начин. Така и сега го имаме овдека овој ФЦ крај кој штрчи од спротивно, нели, од каде што се поврзало, така што овој ФЦ крај, да речеме дека е ваков као коцка на крај. Така, сега, нашиот макрофаг има рецептор за таков коцкаст крај. Така, го направивме големо, да го направиме помало. Нашиот макрофаг има рецептор за таков коцкаст крај. Така што, преку посредување на овие антитела, така, значи овие се антитела, кои се дел од вродениот имун систем, така, од вроден, дел од адаптивниот, служат како опсонини. Така, значи овие антитела од адаптивниот имун систем служат како опсонини. Така што сега оваа бактерија може да биде препознаена од некој рецептор на макрофагот кој што инаку не би ја препознал. Добро, сега. Од која ја внесовме бактеријата, овој фагозом, сега е време да ја уништиме. И тоа се прави на начин што имаме овдека одредени исто везикули кои се постојано спремни или пак дел од нив се подготвуваат кога имаме ваква бактерија внатре во нас, мислам внатре во макрофагот, каде што овие везикули внатре се исполнети со различни супстанции за кои сега ќе дискутираме и како всушност се креираат тие супстанции. Значи тие ќе бидат различни ензими, ќе бидат одредени радикали и така натаму. И понатаму целта ни е овие везикули ќе бидат упатени од страна на цитоскелетот, ќе ги придвижи, но исто има и други молекули кои ќе ги придвижат. Молекули кои се движат под самиот цитоскелет. Значи има едни молекули како кинезини кои ги качуваат везикуливе на грб на некој си начин и ги носат таму кај што треба. И така е, всушност се одвива движењето, иначе добро, сега го немам направено предавање по клеточна биологија, затоа ма се изгледа чудно како овие везикули без памет се, а знаат кај треба да одат. Тоа е приказна за друг пат. Но сега тие идат таму и сакаат да се фузираат со фагозомот, така што да ги ослободат своите материјали внатре во оваа везикула и да уништат се што е овдека внатре. Така. Сега ќе видиме кои се материјалите кои се наоѓаат внатре во лизозомите. Че овие се лизозоми. И ќе продискутираме на кој начин всушност би уништиле клетката и како се создаваат. Првиот вид на материи кои ги имаме внатре во овие лизозоми се всушност ги бележиме со ROS, односно Reactive Oxygen Species, што всушност се, добро, реактивни кислородни species ко молекули, ама всушност се едноставно радикали. Слободни радикали. Сега, интересно е дека во нашите клетки радикалите не се поволни, така треба да имаме антиоксиданти кои ќе ги неутрализираат овие слободни радикали. Добро, за некои работи се потребни, но кај нас се случува, се создаваат спонтано, не посакувано, но едноставно поради самата машинерија на клетка. Ние имаме митохондрии внатре во клетките и на внатрешната страна од митохондријата имаме процес на
оксидативна фосфорилација. Односно, имаме процес на клеточно дишење. И при тој процес постојано имаме транспорт на електрони низ синџир од протеини. Сега, при тој транспорт на електрони низ синџир од протеини, крајниот рецептор на електрони е кислород. Така, значи кислородот треба да ги добие крајен рецептор на електрони. Сега не секогаш целосно ќе се редуцира кислородот, така што нели него ќе се врзе молекула вода и ќе се добие H2O, односно можеме да добиеме ќе се редуцира, ќе се врзе со водород, ќе се добие H2O, односно две молекули H2O ако земеме цел кислород. Поентата тоа треба главно да се случи. Но не секогаш што се случува и затоа се добиваат реактивни кислородни радикали од кислородот, така како O2, кој што има еден електрон вишок, затоа ќе биде минус, и некои други кои сега ќе ги ставам на една слика само, да ги видиме како всушност се создава. Значи еве сликата, каде што можеме да видиме дека започнуваме од кислород. Сега ова не интересира, ќе објаснам што е ова, но поентата е имаме нецелосна редукција, така што се добива супероксиден анион, водороден пероксид, тоа е, значи, тоа некој што се става во уши, кои имате затнати уши, иначе не треба да се става. Се употребува исто за дезинфекција на рани. Ако се воведе хлорен анион, може да се добие хипохлорна киселина, која е многу силна киселина. И така натаму. Значи може да се добијат различни интермедиери кои се високо реактивни. Значи овие ROS молекули така реагираат со се и се што. Така, они многу брзо реагираат, не може да ги најдеш многу слободни некаде да си шетат лево десно, бидејќи се многу реактивни. И кога реагираат со нешто, ја нарушуваат структурата на тоа нешто. Така што ако ние ги внесеме таму кај што е бактеријата и ги затвориме во една везикула, те ќе почнат да се врзуваат со различни молекули од самата бактерија, така што ќе нарушат структурата на различни делови од бактеријата и бактеријата ќе не може тоа да го истрпи, едноставно ќе се скрши клеточниот зид, ќе почне многу проблеми да се создаваат и ќе умре бактеријата. И затоа се битни овие реактивни кислородни радикали. Нормално сакаме да бидат затворени, не сакаме да ги имаме во организмот, да не ќе се врзат со ДНА па да не направат проблем. Иначе сега се потсетив дека всушност имам видео кое се занимава со процесот на клеточно дишење, односно оксидативна фосфорилација. Тоа е во растителна физиологија, таму го има видеото. Сега, интересно е дека овдека кај лизозомите, пред процесот на фагоцитоза, намерно се прават овие реактивни кислородни радикали. Ние при нормални услови не сакаме да ги имаме, но за да се користат како уништувачки агенци против бактерии, така различни микроби, основно како антимикробни агенци, се прават намерно. Така што на самиот лизозом, нели како што ова е самиот лизозом, малата везикула, има протеин кој е интегриран низ нејзината мембрана, кој е наречен NADPH фагозом оксидаза. И овој намерно прави реактивни кислородни реактивни кислородни радикали. Значи ова намерно прави. Не е ова случајно се случува при оксидативна фосфорилација во митохондриите, него овој протеин намерно прави, бидејќи се потребни да се складираат натре во лизозомот со цел да се искористат при фагоцитоза. Друго што имаме внатре во овие лизозоми е всушност реактивни азотни радикали, всушност се. Тоа пак се радикали на кислород, но бидејќи содржат и азот, се нарекуваат уште и така. Значи nitrogen, односно reactive nitrogen species. Сега, најважно тука е азот оксид, така како гледаме овдека, азот оксид, односно азот моноксид. Сега се прави од страна на азот оксид синтаза. Но интересно е дека оваа не се наоѓа на мембраната, како што се наоѓа NADP фагозом оксидаза, не се наоѓа на мембраната на лизозомите, него се наоѓа во самата цитоплазма. Значи ова црвено што го бележам е всушност
оваа азотна оксицитаза. Така, значи тој ензим се наоѓа внатре во цитоплазмата на самиот макрофаг. И интересно е дека ја нема се додека не се внесе некоја бактерија. Значи кога ја внесовме бактеријата, овдека видовме дека се прати сигнал. Така се прати сигнал. Но исто така се праќа сигнал. Евака. Се праќа сигнал исто така до јадрото, каде што се стимулираат одредени транскрипцијски фактори да се прави повеќе од даден протеин. Така, а овој протеин е всушност оваа азот оксид синтаза. Така, азот оксид синтаза ензим кој што ни прави азот моноксид, односно азот оксид. И бидејќи се создава само кога е стимулирана од страна на рецептор, затоа и се нарекува индуцибилна NOS, така nitric oxide synthase. Бидејќи се индуцира само кога е потребна. И овој азот се добива од претварање на аргинид во цитрулин, аминокиселина. Сега интересно е дека азот оксидот може да се врзе со слободен радикал од роз, така, и да изгради едно многу пореактивно соединение кој исто така може да се користи за уништување на одредени бактерии. Значи имаме роз, но исто така имаме сега ќе бележиме со црвена боја. Имаме RNS, Reactive Nitrogen Species. И на крај тоа што го имаме се протеолитички ензими. Значи ензими, протеолитички ензими, кои разградуваат протеини. Има и други ензими, но тие се најчести. Сега, го имаме ова мамбо джамбо на различни оружја кои се наоѓаат натре овој лизозом, и сега ние треба да го споиме со фагозомот со цел да го ослободиме врз бактеријата. И тоа ќе се случи многу лесно, едноставно, како што си го имаме овдека, значи ова е целиот макрофаг. Ова било фагозомот, така нели во него се наоѓа бактеријата. И сега ги имаме овие лизозоми, така кои носат секакви оружја во нив, така видовме РОС, РНС и ензими, значи ги носат во нив. И сега ќе се придвижат и едноставно ќе се случи приспојување, така. Значи овдека, ќе земеме, ќе го избришеме ова. Шо вака. Всушност, ќе имаме едноставно ќе се приспои, ќе дојде до спојување мембраните, кој е контролирано од страна на некои си други протеини, и едноставно само ќе се истечат сите овие материјали во внатрешноста. Така и сега тие ќе влијаат врз бактеријата. Но, еден многу интересен факт е што ензимите, кои нели спомнавме дека се наоѓаат во лизозомите, така нели рековме дека има ензими. Така, ензимите работат, барем овие ензими, работат само ако имаме ниско pH. Ајде ќе направам со некоја друга боја, да не се меша со бактеријата. Значи овие ензими работат само ако имаме ниско pH. Сега, како ќе направиме ниско pH внатре во фагозомот? За да објасниме како ќе направиме ниско pH внатре во фагозомот, треба да се осврнеме малце и да спомнеме како една клетка би контролирала pH внатре во себе. Значи има вака протеински пумпи кои изнесуваат, значи ќе направиме. Значи имаме протеински пумпи кои изнесуваат протони, така изнесуваат H+, али внесуваат Na+. И тоа е со цел да се контролира pH. Сега, како што го направивме овој фагозом, така нели го направивме овој фагозом. Сега како го направивме? Го направивме со вдлабнување на мембраната, нели вака си беше мембраната и не направивме вака како ја вдлабнавме, така и после му дека се затвори. И всушност внатрешната страна, ова први би било надвор. Така ова е надворешната страна што го бележам со посветла боја, од која ќе го направиме фагозомот. Внатрешната страна е всушност надворешната страна. Така. Или ај вака да бележам со црвена боја, значи ова е кон надворешната страна. Плавото нека биде, синото нека биде кон мембраната. И дали вдлабнуваме и викаме дека ова на крај ќе се затвори. Така,
така што тоа што останува е од внатрешната страна на фагозомот да биде надворешната страна на мембраната. Тоа значи дека овие канали, така, овој канал, кога ќе се најде овдека, ќе пумпа протони внатре во фагозомот, а ќе испумпува натриум од него. Тоа значи дека ќе се намали pH. Ако се намали pH, ќе може да се активираат овие ензими и бактеријата ќе биде уништена. И нормално сите овие процеси се зависни од енергија, само тоа не ги пишуваме сите биохемски реакции се на фосфорилација и слично. Но ова е една многу интересен концепт. Така, значи имаме пумпа која нормално регулира pH, ама сега бидејќи се наоѓа обратно во фагозомов, сега всушност ја закиселува средината внатре во фагозомот. И самото pH и штети на бактеријата и плюс активира ензими кои инаку не би работеле. Добро, и тоа беше главно за како се одвива фагоцитозата врз некои бактерии. Сега фагоцитозата не мора да се одвива само врз бактерии, например тука имаме некоја си клетка која е вака ја направив од целата собрана, која е пред умирање, така како некоја си многу оштетена клетка. И таа бидејќи оштетена, за да не прави проблем, да биде ко dead weight, така да не пречи, ќе почне да експресира протеини на својата површина и тие протеини ќе го натераат макрофагот да ја изеде и нејзе. Така. Значи ќе ги изеде оштетените клетки. Значи макрофагите не само што може да изедат унаводници бактерии, може да ги изедат нашите клетки, наши оштетени клетки, бидејќи нашите оштетени клетки ќе почнат да испуштаат различни dumps. Така, damage associated molecular patterns. Така ги разгледавме кога зборевме за ПРР. Значи ќе почне да испуштаат одредени dumps, тие dumps ќе го привлечат макрофагот. Макрофагот ќе ги види овие протеини кои се експресираат на површината на оваа умирачка клетка и макрофагот едноставно ќе ја изеде и ќе ја елиминира. На сличен начин работи внатрешна елиминација на некои си органели внатре у клетките, но нема тоа да го разгледуваме, едноставно само ќе го спомнеме. Сега, еден многу интересен начин кој освен фагоцитоза, одредени клетки од одредениот имун систем може да им преча на бактериите преку процес на нетоза. Сега, што е ова? Ова е значи многу фасцинантно и не можам да сватам како воопшто еволутивно стигнало до него, но окей. Значи имаме добро површината и сега имаме некои си бактерии, така кои исто пробиле, поминале. Сега интересно е дека неутрофилите имаат една многу интересен процес на нетоза, како апоптоза, само што е за неутрофили, затоа нетоза се нарекува. Каде што, вака ќе зумираме тука, каде што јадрото, значи вака ќе облежам со виолетова боја, ова да речеме со виолетова боја дека е јадрото на неутрофилот. Јадрото ќе се отвори. И што се случува? Неутрофилов, целиот неутрофил на некој начин ќе се отвори, ќе експлодира, јадрото на неутрофилот ќе се отвори и целата ДНА се отплеткува. И целата ДНА која било во јадрото се отплеткува и биејќи ДНА, знаеме дека во едно јадро имаме околу 2 метри ДНА која отплеткаш, така? И прави една голема мрежа, така, значи буквално прави мрежа на која пред да го направи овој процес на самоубивање, на испуштање на оваа мрежа во средината, лепи различни гранули анеизе, кои содржат различни антимикробни агенции. Така, значи, гранули со антимик-агенци. И сега некоја бактерија, како што си патува, така некоја бактерија, ќе се залепи на оваа мрежа и ќе се допре до овие гранули и ќе умре. Така, значи, ова е вау, ова е неверојатно. Како еден неутрофил може да си се убие, да ослободи целата ДНА надвор и да направи една мрежа од ДНА и да ги фати во мрежата. И овие замки од мрежи се нарекуваат неутрофилни екстрацелуларни замки. Екстрацелуларни замки, traps.
Значи сега некој слика дека ќе ставам. Значи ова изгледа стварно вау, како така испушта ДНА, значи вика ќе се убијам, ќе ја испуштам ДНА. И не само тоа како е како знае, знае у наводници да испушти ДНА, него како тоа се организира цел тој процес на спремност да се испушти ДНА и уште бидеш жив, ама да фрлиш надвор да се активира се и плюс на незе да залепиш различни гранули, така што кои ќе се слепат бактерии да умрат. Значи тоа стварно ме фасцинира, онака еко неверојатно. Добро, тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново, видовте како подетално се одвива процесот на фагоцитоза и споменавме за овие неутрофилни екстрацелуларни замки. Добро, тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното